Јас би почнала од првиот момент што се случуваше кога полициската станица Петровец беше известена дека на Клучката хиподром е најдено превртено возило. Значи, од тој момент во 12:30 часот беа известени истражниот судија и јавниот обвинител кои беа дежурни тој ден. Во 13 часот истите беа на лице место и во овој момент, во 13 часот, беше започнат увидот на местото на настанот. На местото на настанот, покрај криминалистичките техничари од Министерството за внатрешни работи, на барање на истражниот судија, беа излезени и две лица, обдуценти од Институтот за судска медицина, криминалистика и деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје, како и вешто лице од областа на сообраќајот. Значи, лице местото беше целосно прегледано, скицирано, фотографирано, извршено беше и снимање на местото на настанот со видеокамера и со видеофотограметриска камера. При увидот, покрај поголем број на траги, кои се во врска со случувањето на сообраќајната незгода, најдено и патничкото моторно возило Мерцедес, управувано од сега покојниот Никола Младенов, превртено, значи, со кровот на земјишната површина. Исто така, надвор од возилото најдено е и телото на сега покојниот Никола Младенов, на лице место од страна на медицинско лице, доктор кој што бил повикан, констатирана е смрт на Никола Младенов. Поаѓајќи од сето оно што е најдено на местото на настанот, јавното обвинителство превзема поголем број на действија во функција на утврдување на причините за случување на сообраќајната незгода, така да првото действие беше врз основа и на наредба од истражниот судија да се изврши обдукција на телото на сега покојниот Никола Младенов. Истовремено и патничкото моторно возило, кое што тој го управувал, беше дадено на вештачење. По однос на возилото беа направени поголем број на вештачења. Дополнително, беше прибавена и обдукцијата, односно наодот и мислењето од Институтот за судска медицина, криминалистика и деонтологија за причината за смртта на сега покојниот Никола Младенов, така да, согласно обдукциониот протокол, како и дополнителните известувања и наоди на овој институт, кој што се составен дел на обдукциониот протокол, констатирано е дека на телото на сега починатиот Никола Младенов имало поголем број на надворешни повреди, меѓутоа како причина за настапување на смртниот исход на Никола Младенов е наведен раскинот на аортата. Вештите лица од овој институт наведуваат дека овој раскин на аортата во суштина довел до нарушување и престанок на функцијата на витално важни органи и до смртен исход кај сега покојниот Никола Младенов. Дополнително појаснуваат дека ваквиот раскин на аортата представува повреда која што се среќава кај возачи кои што со голема брзина со возило удираат во препрека, каков што ни е и конкретниот случај. И тука веќе сега би се надополнила и би кажала што истовремено констатираат вештите лица кои што требаше да изготат вешт наод и мислење по однос на причините за случувањето на сообраќајната незгода. Значи, нивниот заклучок е дека патничкото возило Мерцедес било управувано со брзина од околу 142 км на час
со која што брзина и удрило во надворешната метална банкина и потоа, поради тоа и излетало надвор од коловозот и е најдено таму каде што е најдено и возилото и телото на покојниот Никола Младенов. Заклучокот на овие вешти лица е дека, гледано од сообраќајно-технички аспект, причината за случување на сообраќајната незгода е неадекватното однесување и постапување на оној што го управувал возилото кога навлегол на критичното место на кучката хиподром, бидејќи тоа го направил со неприспособена брзина и по неадекватна траекторија на движење. Значи, можеме да заклучиме дека и едното и другото вештачење во суштина ја даваат причината за случување на сообраќајната незгода и причината поради која што дошло до настапување на смртен исход кај сега покојниот Никола Младенов. Покрај овие дејствија, јавното обвинителство презема и други, морам да кажам и други дејствија, па така прибави и поаѓајќи во суштина од кажувањата и во медиумите и најдените траги на местото на настанот, документација за две други сообраќајни незгоди кои што на истото место се имаат случено, за да можеме да направиме компаративна анализа на сите траги кои што се најдени на местото на настанот и тоа е во суштина и сторено. Исто така, јавното обвинителство најде за потребно заради расчистување на околностите под кои е случена сообраќајната незгода, особено за да можеме да утврдиме каде критичната вечер се наоѓал сега покојниот Никола Младенов, со писмена покана да ја повика и сопругата на покојниот Никола Младенов на разговор во јавното обвинителство. Колешката која што го работи предметот обави разговор со неговата сопруга, господјата Билјана Младенова. Добивме одредени податоци, еве посебно во делот на неговата телефонска комуникација, која се однесува на 26 и на 27 март. Вела ми на 27 март, поаѓајќи од изјавата која што господјата Младенова ја даде пред обвинителот кој што постапува по предметот. Врз основа на нејзиното кажување беа прибавени и листи на појдовни и дојдовни повици за да ја утврдиме не само комуникацијата на сега покојниот Никола Младенов, туку и неговото движење по базни станици. И на крајот би сакала да кажам, од сето она досега, што јавното обвинителство го има превземено при постапувањето за утврдување на причините за случување на сообраќајната незгода, можеме да заклучиме дека до овој момент од сите докази кои што ги имаме прибавено не произлегува дека до сообраќајната незгода е дојдено како резултат на сторено кривично дело за кое се гони по службена должност.